Откако им се наполниле нивите со непозната црна материја која се наталожила на површината на почвата, земјоделците доблешево реагираат дека стравуваат од опасно загадување, но и од проблеми со поникнувањето на оризовото семе. Вода има доволно, ето загадена е црна, смрде. Животини по неа више нема, не постојат такова. Одека иде црна, одека е загадена, не 10 дена сигурно. Една недела е гарантиран. Проблемот доаѓа од една од фекалните цевки од која истекуваат црни дамки или како што велат земјоделците партали, кои преку Кочанска река при полнењето на оризиштата директно се лепат на површината на почвата и ја загадуваат. Се наоѓаме на местото Подлашки пат, каде што се наоѓа една цевка која испушта некоја материја која за нас непозната. Меѓутоа, ова материја се влива во Кочанска река која директно влегува во полињата на Соорис. Освен тоа, таложењето врз посеаното семе создава своевиден изолационен слој кој не дозволува поникнување на семенскиот материјал и понатамошна вегетација. Пообилниот дожд кој го имавме пред неколку дена се ефектуираше големо количество на оваа отпадна материја која има нанесено и штети на оризовите полиња. Така да не знаеме од каде доаѓа, меѓутоа бараме да се интервенира за да може да се излезе во сусрет да не се загадуваат полињата за сејани сорис. Го покрива семето, буквално го покрива семето кое е сега во фаза на ртење, не може да изрте и не може да никне, едноставно го заталожува, така се века, го таложи семето. Надлежните засега молчат околу тоа од каде доаѓа фекалната цевка и која испушта црната и мрсна материја. Нема информација ниту за каква супстанца станува збор и дали и колку истата е отровна. Меѓутоа, помешана заедно со фекал во загадените води во Кочанска река од градот, низводно кон полските села, таа представува сериозна еколошка закана. Инаку првите оризови површини кои се наводнуваат од водите од оваа река се во местноста Лака помеѓу Облешево и Теранци, каде што се снимени последиците од таложењето на непознатата материја.